Министерството за одбрана реагираше на последните написи и обвинувања за несоодветни услови во армијата, нагласувајќи дека објавувањето информации се однесува на информирањето на јавност, а не на пиар кампања. Од Министерството истакнуваат дека се целосно транспарентни и редовно ги информираат медиумите за активностите, при што сите медиуми се поканети да ги следат тие процеси. Министерството признава дека дел од армиската инфраструктура не е на највисоко ниво, посочувајќи дека во некои објекти не се инвестирало и повеќе од 50 години. Во моментот според нив се вложуваат рекордни средства за реконструкција и подобрување на касарните низ државата. Во рамки на овие активности се изработува проектно-техничка документација, се врши изградба, поправки, реновирање, реконструкција и адаптација на објекти, наменети за сместување, работа и зачување на опремата. Дополнително се работи на подобрување на енергетската ефикасност, замена на водоводната и електричната мрежа, грени системи, кровни конструкции и противпожарна заштита. За 2026 и 2027 година се предвидени околу 12 милиони евра за овие зафати. Министерството нагласува дека дел од информациите кои се пласираат се нецелосни и извртуваат сликата за нивната посветеност, додавајќи дека против лицето кое ги изнесува обвинувањата се поднесени кривични пријави за повеќе дела. Двајца македонски граѓани, патници од Куманово и Скопје, во февруари биле дијагностицирани со маларија по враќање од патувања во Занзибар и Сиера Леоне. Патниците на возраст меѓу 40 и 60 години биле лекувани во болнички услови и сега се во добра општа состојба, што укажува дека инфекцијата била навреме препознаена. Министерството за здравство нагласува дека овие случаи не значат локално ширење на маларија, но представуваат јасно предупредување дека патувањата кон африкански и други ендемски подрачја носат здравствени ризици што не смеа да се потценуваат. Маларијата се пренесува преку убот од заразен комарец. Првите симптоми се појавуваат 10 до 15 дена по инфекцијата. Треска, студеници и главоболка се најчестите знаци. Без навремено лекување болеста може да премине во тешка и животозагрозувачка форма. До 45 милиони луѓе би можеле да се соочат со акутен глад, доколку конфликтот на Блискиот Исток продолжи до јуни, предупреди Светската програма за храна во најновата анализа. Заменик извршниот директор на организацијата Карл Скау изјави во Женева дека ескалацијата на конфликтот веќе влијае врз глобалните пазари, предизвикувајќи раст на цените на храната, нафтата и транспортот, што директно го зголемува ризикот од глад во најранливите региони. Десетици милиони луѓе би можеле да западнат во акутен глад поради овие економски притисоци, истакна Скау. Според проценките, доколку кризата продолжи, вкупниот број луѓе погодени од акутен глад може да ја надмине сегашната рекордна бројка од 319 милиони. Организацијата предупредува дека најпогодени ќе бидат земјите кои веќе се соочуваат со нестабилност, сиромаштија и зависност од увоз на храна и енергенси. Ficата за надворешна политика на Европската Унија Каја Калас во интервју за Reuters ја нагласи потребата од дипломатски решенија за да се задржи отворен Ормунскиот теснец, јасно ставајќи до знаење дека нема желба за енергетски договори со Русија, истакнувајќи го се понепредвидливиот став на Соединетите Американски држави под водството на Доналд Трамп. Калас нагласи дека мора да се бараат дипломатски начини за да се задржи отворен Ормунскиот теснец, во време кога председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ги повикува сојузниците да испратат воени бродови за да се обезбеди навигација во услови на конфликт во Иран. Калас нагласи дека нема подготвеност за преземање воени ризици во овој клучен премин. Во исто време таа јасно стави до знаење дека во Европската Унија нема подготвеност за склучување енергетски договори со Русија, дури ни на неформално ниво и покрај порастот на цените. Осврнувајќи се на односите со Соединетите Американски држави, шефицата на европската дипломатија истакна дека Европската Унија почнала да го зема предвид непредвидливиот став на Вашингтон една година откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа. Ние сме сојузници со Америка, но навистина не ги разбираме незините неодамнешни потеси, изјави Калас за Reuters. Последните денови времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, кои во западните делови ќе бидат пообилни.
Поради спуштање на ладна воздушна маса на некои од повисоките места ќе има услови врнежите да поминуваат во дожд и снег, а на планините од снег, информира управата за хидрометеоролошки работи. Денес во источните делови ќе дува умерен ветер претежно од јужен правец, а во западните од западен. Од четврток ветрот ќе го смени правецот во северен. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Во Скопје во следните денови времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. До среда ќе дува јужен, а в четврток и петок умерен до засилен северен ветер.